Комисијата за превенција од штетни ефекти од студениот бран при Министерството за здравство презема вонредни мерки заради најавените минус 22 степени. Известени се сите здравствени установи, посебно болниците, да имаат доволно кадар, лекови, санитетски материјали и сместувачки капацитети за евентуално зголемен број лица со штетни последици од студеното време и снежните врнежи. Исто така известени се екипите на итната медицинска помош низ цела држава да бидат доекипирани со повеќе екипи, возила, лекови, санитетски материјали за да можат веднаш да интервенираат доколку има потреба. Центрите за јавно здравје, како на национално ниво, така и на локално, треба да направат кризни штабови со подрачните единици на Центарот за управување со кризи, со Црвениот крст, болниците и со здравствените домови да преземаат мерки на своето подречје, а на регионалните и локални телевизии да го известуваат населението за препораките за штетните ефекти од студените бранови. Патронажните служби во соработка со службите од труд и социјала, исто така со Црвен крст, заедно да ги посетат сите постари осамени лица овие 2 дена, додека се уште не се студените бранови, да видат дали имаат потреба од храна, лекови, огрев и веднаш да ги снабдат за да им се обезбеди што е потребно за овие 3-4 дена, за да немаат никакви проблеми. Воедно ќе се лоцираат и сите бездомници во државата и во овие неколку дена ќе бидат стационирани во посебни сместувалишта за нив со храна и облека. Граѓаните доколку немаат потреба овој период да не излегуваат од дома, да си бидат во домашни услови на топло, а доколку имаат потреба да излезат, тоа да го сторат во периодот од 11 до 16 часот, кога се барем малку повисоки температурите, бидејќи наутро и навечер температурите ќе бидат најниски. Од комисијата велат ако граѓаните треба да излезат, тоа да биде краток престој од 1 максимум до 1 час и 30 минути, да си носат топла облека, да бидат заштитени, топли напитоци и по можност обувки кои што не се лизгаат за да се спречат скрашеници. Се препорачува за ризичните групи, посебно хронично болните, овие 2 дена да си обезбедат терапијата, да си имаат дома за да не морат тие 3 дена да одат на лекар и да бараат терапија и да се изложат на студеното време, да обезбедат терапија и редовно да ја пијат. Доколку за овој период кој бил од граѓаните има потреба од помош или пак забележи дека на некој друг му е потребна помош, сосед, пријател или кој било, тогаш може да се јави на следните броеви или на итната медицинска помош, ако се работи за медицинска помош 194 или за било каков проблем во Центарот за управување на кризи 195 или на бројот кој го има отворено Црвен крст на Република Македонија 31 39 578.